Гробот на Гоце Делчев е под полициска опсада. 3 полициски возила, специјалци и полиција во цивилна облека го контролираат просторот пред црквата Свети Спас. Полицајци и специјалци дежурат пред црквата Свети Спас. Иако прославата е закажана за 4 февруари, кога и се најавени да дојдат бугарските граѓани, полицијата го обезбедува гробот на Делчев веќе втор ден. Полициските службеници проверуваат кој паркира и кој влегува во црквата каде се наоѓаат моштите и споменикот на македонскиот револуционер. Иако има уште 5 дена до 4 февруари, денот кога се одбележува раѓањето на Делчев, полицијата од вчера е распоредена таму за да се избегне било каква провокација или инцидент. По речиси 8 децении, ова е првпат гробот на македонскиот апостол да биде чуван од специјални полициски сили. Одлуката за распоредување на полицијата следи по најавите дека дел од македонците се самоорганизираат да го чуват гробот, па дури и да поставуваат ноќни стражи, за да се избегнат нови провокации и навреди од бугарите и нивните најави дека масовно ќе присуствуваат на годишнината на 4 февруари. Таква најава дојде од Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН. За херојска стража што ќе го чува гробот на македонскиот великан, председателот на институтот вели дека тоа ќе бидат нивни членови кои нема да дозволат, како што министерот Спасовски дозволил, граѓани кои ја посетуваат Македонија да веат фашистички знамења и да ги навредуваат македонците. Кога дојдоа бугарски политичари, екстремисти, неонацисти со фашистички знамења, со ликот на Борис Трети, со пароли Македонија е Бугарија, со какви ти не се гадости, и кога видовме дека нашиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски не мрдна со прст, нити било што после тоа па опомена министерот за надворешни работи Османи, ние како Патриотски институт рековме дека таков настан и тие луѓе нема да можат да го омаловажат денот 4 февруари. Македонија мирно и без потреба од силно полициско обезбедување го славеше роденденот на Делчев. Така беше со години па и децении наназад. Првите немири околу прославата за 4 февруари дојдоа во 2020 година, кога граѓани со свирежи за власта чествуваа 148 години од раѓањето на македонскиот великан. Власта неретко избегнува да положи цвеќе на деновите за одбележување на македонските револуционери и дејци. Така беше на 4 февруари пред 2 години, кога државниот врв не положи цвеќе на гробот на македонскиот револуционер по повод 149 годишнината од неговото раѓање. Пораките на премиерот Заев и председателот Пендаровски за ликот и делото на револуционерот главно се сконцентрираа на Фејсбук, додека тогашниот бугарски премиер Бојко Борисов допатува дури до Скопје. Лани пак, како македонските и бугарските власти рекоа дека веќе заедно ќе се чествува 4 февруари, бидејќи Гоце Делчев бил од заедничката историја на двете земји, 150 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер се прослави со низа провокации и инциденти. Инаку Делчев почива под белиот камен саркофаг во црквата Свети Спас во Скопје по враќање на коските од Бугарија во 1946 година и од тогаш местото е епицентар за одавање почит кон него, неговото дело, но и одбележување на историските моменти поврзани со македонската држава.